на сите граѓани на Република Македонија, да им честитам победа над режимот, подршка за огромната излезеност и симнување капа за ова што го направивме. Заедно навистина направивме вистинско чудо. Срушивме режим со пенкало и со глас. Ја обединивме нашата мултиетничка Македонија. Овде сум денеска да изразам признание на Битола како еден од градовите, едно од нашите места кои што му пракосеа на режимот и поразија режим. Доаѓа убаво време за Македонија. Најавувам слобода, најавувам спокој, најавувам живот за сите во Македонија. Дозволете денеска овде од Битола да испратам порака до сите граѓани на Македонија. Да оставиме државните институции да ја завршат својата работа. Денеска одлучува ДИК, можеби ќе одлучува и управниот суд. Одлуките треба да одат транспарентно и согласно законот. Знам јас, знае и Груевски, дека одлуките на овие институции се важни заради вистината и фактот. Знам јас, знае и Груевски, дека без разлика какви ќе бидат одлуките на Државната изборна комисија и евентуално на управниот суд, тоа не ги менува работите. Никола Груевски не може да ја состави владата на Република Македонија. Сакам да испратам порака до сите граѓани. Навистина да не посегнуваме по глупости и по незаконски работи. Заврши времето на делби и поделби. Еве после победата испраќам порака. Никому влак над главата нема да му фали. Никој нема да изгуби ништо. Можат граѓаните само да добијат. Доста ни од делби и поделби по било кој основ во нашата Македонија. Треба да знаат, заради тоа што некој ги индоктринира да се однесуваат некои поединци лошо и незаконски. Јас и Никола Груевски не се гледаме преку нишана пушка. Немаме вперени пушки помеѓу нас. Ние седнувавме на маса, разговаравме, баравме решение. Ние бевме дури и во телефонска комуникација на денот на молкот за време на кампањата. Немојте да верувате дека тоа нешто врие во врхушката на политичките партии. Не. Доаѓа време каде што судовите ќе носат одлуки. Ние политичарите не треба да бегаме од судовите. Таму имаме право да ја докажеме нашата невиност или да се потврди вината. Што и да е, Македонија влегува навистина во мирни води, каде што сплотено, здружено сите граѓани на ова наша земја треба да ја градиме нашата Македонија и да го враќаме животот за сите. Потенцирам за секој граѓанин на ова наша Македонија. Ова е Европската конвенција за човекови права. Ова Европска конвенција овозможува да ја користат и да ја уживаат сите граѓани на Европа. Ова е иднината во Република Македонија. И граѓаните на Македонија ќе ја уживаат ова Европска конвенција. Ова Европска конвенција ќе биде основата на идното дејствување на новата влада на Република Македонија. Европската конвенција за човековите права ќе биде платформата на основа на која ќе се создаде новото парламентарно мнозинство и основата на дејствување на идната влада на Република Македонија. Сакам да знаат граѓаните дека конечно ова Европска конвенција ќе биде водилка за современата македонска држава. Сето она која што го уништи последните 10 години режимот. Овде се запишани сите човекови права кои што ги почитува целиот демократски свет. Ќе се водиме од нив и ќе создадеме платформата за враќање на животот во Македонија. Подеднакво важен за сите граѓани во нашата Македонија. Уште еднаш апелирам на спокој, на сплотеност, на единство, на здруженост. Државните институции имаат обврска транспарентно да донесат одлука и се пополека, со трпение, ќе биде во нашата Македонија. Не ни требаат делби и поделби, потенцирам уште еднаш. Заврши тоа време. Благодарам.